следите попладневните вести на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека состојбата со горивата во Македонија е стабилна и дека договорот со ОКТА за попуст од 3 денари за дизел горивото треба да стапи на сила веднаш. Исто така рече дека нема потреба од ограничување на количината на гориво што го полнат странските државјани на пограничните простори. Мицкоски изјави дека државата има доволно количини гориво со полни складишта и резерви за 60 дена и дека нема потреба од ограничувања и покрај зголемената потрошувачка за од околу 10% поради граѓани од соседството. ОКТА од друга страна најави дека како одговор на тековната нестабилност на меѓународните цени го продолжува попустот што им се нуди на големопродажните и малопродажните трговци до 6 април годинава. Председателката Гордана Силјановска-Давкова е во официјална посета на Хрватска, каде во Пантовчак се сретна со хрватскиот председател Зоран Милановиќ. Милановиќ го коментираше долготрајниот процес на пристапување на Северна Македонија во Европската унија, нагласувајќи дека на земјата и се поставуваат премногу барања и услови. Тој рече дека Македонија самостојно одлучува за својот пат. Гордана Силјановска-Давкова изјави дека Македонија се соочува со огромен притисок од Европската унија да го промени уставот. Таа нагласи дека нашата земја бара да не се применуваат двојни стандарди кон неа. Премиерот Христијан Мицкоски денеска рече дека владата не размислувала за отворање на уставот, бидејќи политичките услови за тоа не биле исполнети. Тој беше дел од денешната тркалезна маса во ведување уставна жалба, каде своето присуство го окарактеризира како силна порака, а за промената на уставот рече дека е политичка тема која во случајот вклучува правна тема, односно потреба конечно Уставниот суд некако да добие своја тежина во самиот устав. Во однос на воведувањето уставна тужба, председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски во изјава за медиумите истакна дека со премиерот имаат заеднички став, дека неопходни се институционални реформи и дека треба да се создадат услови за таквите реформи. Да се преиспита начинот на распределба на средствата за платено политичко рекламирање на учесниците во изборните кампањи, но и да се усогласат законите кои го уредуваат одначувањето на изборните активности, бара Државниот завод за ревизија. Ревизорите објавија и дека над 129 милиони денари од буџетот наменет за изборни активности во 2024 биле пренасочени кон трошоци за политичко рекламирање. Инаку, освен за изборите од 2024, критики за политичкото рекламирање стигна и за последните локални избори од ОПСЕ. Оттаму нагласија јавните средства сочинуваат значаен дел од вкупното финансирање, но нивната распределба ги фаворизира поголемите партии, оставајќи само ограничени можности за малите партии и независните кандидати. Македонија е на 34-то место во светот, а на второ во Европа, според загадувањето на воздухот со ПМ честички. Извештајот за 2025 година, објавен на платформата IQR, ја рангира земјава веднаш зад Босна и Херцеговина, а пред Србија со коефициент од 21,2, што значи надминување на максималните вредности на ПМ 2,5 частичките за 3 до 5 пати, пренесува агенцијата Мета. Најзагадени градови во земјава минатата година биле Тетово и Струмица со коефициент од 27,3, што значи дека вредностите на ПМ 2,5 честички биле 5 до 7 пати над дозволените граници. На 18-то место на листата е Гостивар, на 31-во и 32-ро место се Кичево и Куманово. Скопје е на 113-тото место со коефициент од 19,1.
Најмалку 5 лица загинаа во серија руски воздушни напади што погодија неколку региони низ Украина во текот на ноќта, соопштија локалните власти. Нападите беа регистрирани во Харков, Запорожје, Херсон и Полтава, а меѓу жртвите е и 61 годишна жена која загина кога дрон удри во воз. Според украинските власти, ова е еден од најтешките напади во последниот период, кој се случи само неколку часа по предупредувањето на председателот Володомир Зеленски за можен масовен удар, пренесува BBC. Унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијарто призна дека редовно контактира со својот руски колега Сергеј Лавров за затворени врати на министрите за надворешни работи на ЕУ, објави Euronews. Неговата изјава следи по објавата на Вашингтон Пост во текот на викендот дека Сијарто рутински комуницира со Лавров за време на паузите меѓу состаноците во Брисел, тврдења кои претходно унгарската влада ги отфрли како лажни вести. Тврдењата според Euronews се експлозивни, бидејќи како што наведува, земјите членки на ЕУ се обврзани од принципот на искрена соработка, а содржината на таквите состаноци се смета за доверлива. Врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, се согласи да преговара со САД за можен дипломатски пробив во услови на тековниот конфликт. Извештајот доаѓа во време кога американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека разговорите меѓу Вашингтон и Техеран достигнале, како што ги нарече, значајни точки на договор. Вчера Трамп изјави дека разговорите се одржале во неделата и дека се очекува да продолжат, што ја зголеми можноста за скоро постигнување договор за решавање на војната. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков изјави дека Иран во пракса ја покажал својата подготвеност за мировни преговори со САД и останува отворен за нивно продолжување. Што се однесува до отвореноста на Иран за мировни преговори, Иран го потврди ова во пракса и всушност до последниот момент пред почетокот на непријателствата, до моментот на првиот удар врз Иран, Техеран остана отворен за продолжување на преговорите, изјави Песков пред новинарите, објави РИА Новости. Зборувајќи за ситуацијата околу Иран, Песков рече дека Москва гледа голем број контрадикторни изјави од различни страни и дека е тешко да се утврди каква е реалната ситуација. Израелските воздухопловни сили срамнија со земја повеќе катна зграда и нападнаа други објекти во Бејрут ноќеска, за кои војската рече дека ги користел Хезболах како командни центри, пренесува Times of Israel. Според ИДФ, нападите во либанскиот главен град биле насочени кон штабот на Хезболах, вклучувајќи го и седиштето на елитната единица Радван на терористичката организација и другото на незината разузнавачка служба. По меѓувреме 6 лица се полесно повредени во Тел Авив по нов ирански ракетен напад кратко по 7 часот наутро, според службата за итни случаи Маген Давид Адом. Извештаите укажуваат на повеќе точки на удар во центарот на Тел Авив по најновиот бараш од ракети лансиран од Техеран, пренесува Times of Israel. Ова беа вестите од светот. Ова беа вестите од кај нас и светот. Се што е ново дознавате на нашиот портал slobodnpečat.mk.